Значи, апсолутно негирам било какви лоши намери или незаконско действување, заради тоа што во овој период правиме напори да набавиме вакцина по сите можни канали, како што очекуваат нашите граѓани за час поскоро да ги имат. Јас ја информирав јавност и министерот за здравство информираше јавноста дека после 2 недели чекање на активности на кинеската амбасада, ние директно преку Синофарм не можевме да добиеме контакт и дадовме нарачки преку приватни компании, кои што Министерството за надворешни работи не ги потврди и затоа и авансот беше повлечен и сега очекуваме да стигнат нарачките преку МНР на Кина, односно преку кинеската амбасада. Секоја земја прави напори, ние имаме истовремено направено писмо за намери или за интерес преку десетина приватни компании и од Австрија, и од Велика Британија, и од Америка, покрај официјалните преку амбасадите кои што ги имаме, затоа што нашиот народ очекува час поскоро да направиме нарачка. Секако нарачките што сме ги правеле во конкретниот случај према Кина се со потврда и писма на Синофарм. И нормално се со сите документации регулирани како што се. Донесени се сите неопходни одлуки, но на крајот секако се одлучи дека треба да одиме преку кинеската амбасада, да одиме преку Министерство за надворешни работи на Кина, за да може да се реализира самата количина од 200.000 вакцини кои се нарачени од Кина. Во првиот случај имавме и потврда на Министерство за здравство на Кина, но сепак ги почитуваме дипломатските ставови на пријателска Народна република Кина и затоа нарачката е сега преку амбасадата и МНР на Кина. Не сум прочитал, ми кажаа во репортот од Сабајле на извештајот на медиумите дека има нешто објавено на Лаверита, дека владата правела нарачка и преку приватни компании, да сме правеле нарачка. И јас кажав, ни помогна во целата нарачка Power China, која што е мајка компанија на Синохидро, која што ги гради патиштата по Северна Македонија. И друга кинеска фирма и не работи во моментот на инфраструктурата, се обративме преку таа фирма. Power China е еден од кандидатите за Чебрен, од 9 кандидати кои што поминаа. Джиновска компанија, државна собственост на Кина, и од таму се обидувавме покрај амбасадата, вртењето телефоните, се обидувавме и преку тоа што го имаме кинеско овде, а тоа е компанијата која што работи овде. Не ве слушам, ако може. Неколку пати секој ден се поставува прашањето. Знаете како, јас уште еднаш ќе кажем, еве гласно сите да размислуваме. Што ако одложиме и за кога да одложиме? Да одложиме за уште 10 години, само тоа е известно. Никој не може да каже дека дури и до година идната пролет нема да имаме ситуација со ковид. Кој може да го потврди тоа? Нема кој месеци, не можете да го одложите за мај, за јуни, заради тоа што никој не ви гарантира дека ќе биде поразлично. Летото не се прави попис, луѓето се по одмор. Тоа го знаеме. Септември е кампања, октомври се изборите. Ноември и декември никогаш не се прави никаде во светот попис. Останува да одложиме за следната пролет. Следната пролет, ако ни се случи ова, што треба да правиме? Која е одговорноста пред граѓаните? Значи, има земји кои што одложиме, но тие имаат последни податоци од пред 10 години. Ние имаме последни податоци пред 20 години. И навистина правиме грев пред граѓаните со сето тоа што е работење на јавните институции со нивните пари на непознати податоци. Треба да го спроведеме пописот и апсолутно е јасна операцијата како се спроведува со анкетен прашалник, согласно протоколите, како што течат сите постапки, можеме да го завршиме пописот. Статистичка операција е навистина, треба да се земеме одговорност. Пописот е, впрочем, оваа година, не само кај нас, во многу други земји, олеснат пописниот прашалник. Голем дел од податоците што ги имаме од базите на податоци, да одговорам само, да не испадне да разговарам, да одговорам на прашањето, да. Значи, сите податоци кои што ги имаме од базите не ги попишуваме, ги имаме. Тие што не ни се докомплетирани, односно базите не ни дават комплетни, ги попишуваме и ги споредуваме со базите. Но има податоци кои што ги нема во ниједна база, како што е верска определба, како што е етничка определба. Морате да го направите. Има и сигурно и други податоци кои што се собират директно, како за членови на домакинството, бројот на домакинствата, број на деца или слично образование и многу други податоци кои што се важни. Затоа пописот е
намален на еден начин во делот на прашалниците од причини тоа што го имаме електронски го имаме како податоци, а еден дел само го споредува. Без фингерпринт. До сега спроведуваме избори без фингерпринт и тие се легални избори. Јас се надевам дека ќе стигнеме за локалните избори да имаме избори со фингерпринт или со отисок на прст. Нашата определба е целосно тоа да го направиме, пари ставивме за оваа намена за да може да го платиме целиот систем и сакаме да го спроведеме. При тоа само укажуваме дека изборниот законник се носи со консензус, најмалку со пратеничките партии, односно партиите кои што имат и своји представници во ДИК, заради прагматизмот за носењето на одлуките. Правиме се што можеме да направиме, а се кажа вчера и последната дилема, каде е, а тоа е во рицкопланински места, ако е слаб интернетот и не може да се користи самата база, дали се повтара гласањето или се овозможува на стариот начин да се гласа. Таа дилема треба да ја разрешат работните групи. За нас е прифатливо како ќе одлучат. Сите се со конечна цел да имаме договор со сите. Така да, според мене, очекувам да имаме успешни избори во октомври со отисок на прст. Тоа е заложбата на сите. Реков сум ја барал како опозиција, сега опозицијата ја бара и ред е да ја дадеме, а впрочем е изголемување на довербата на граѓаните према изборните резултати. Секако дека сме разговарале, вклучен е не само Министерката за труд и социјала, и Министерот за економија и економските ресори. На крајот следува општа дебата за самиот дел, се менува покрај законот покрај тоа што се носи закон за недела неработен ден, имаме соодветни промени во законот за трговија, кој што го работи Министерството за економија заради спротивставување на правата и очекувањата и на деловната заедница и на работниците. Верувам дека ќе изнајдеме квалитетно решение за тоа. За деталите ќе зборуваат и министерот Бектеши и министерката Шекпацка, но секако водиме грижа. Водиме грижа и за работниците и сакаме недела да овозможиме секаде каде што е возможно да се помине со семејството, со децата, со пријателите, но кога ќе помините треба да одите некаде, не знам, на ручек да одите некаде. Значи мора да му мислите што ќе работи во тој дел, некаде се прошетате или слично, така да сакаме да вратиме повеќе кон семејните вредности, кон времето за децата, за семејството, на сите што се вработени и што работат, но истовремено го имаме слухот од бизнис заедницата, од деловната заедница, за да може да ги поклопиме очекувањата на двете страни. Јас се надевам и апелирам прво до парламентот брзо да го донесе законот, заради тоа што деновите се собрани и роковите буквално се броени, деновите за да може да се исплатат платите. Секако, секој пат има решение, но решението е веќе доцнење на плати. И тоа не ни треба. Затоа апелирам еве и пред камерите да парламентот навистина одговорно се постави и се донесе брзо законот. Тоа е едноставна постапка, досега правиме во 2-3 наврати преку пакетите мерки, за да може да се исплатат платите на нашите граѓани, на работниците во Северна Македонија. Во делот на првото прашање, дали имаме некој план за да го одблокираме парламентот со оние амандмани што се случуваат од опозицијата, со оние блокади преку комисиите кои што се предводени од страна на опозицијата. Имам два плана. Едниот да ни помогнете вие медиумите и да соопштите на јавноста што се деталите на блокадата, за да можат политичарите кои што имат неаргументиран основ да се повлечат. Зборам за власта или за опозицијата. И вториот дел е исто така седнување и разговарање. Секој ден во парламентот се седнува и се разговара. Ако има потреба за лидерска средба, за тоа ќе свикаме лидерска средба.
и со албанската опозиција, и со македонската опозиција, и со сите други опозициони партии во парламентот, но навистина штета трпат само граѓаните. Јас верувам дека првите анкети ќе покажат дека никој не добива со тоа што е блокиран законот за енергетска ефикасност, со тоа што е блокиран 4 закони од екологијата, со тоа што е блокиран трамвајна тркала за Скопје, 50 милиони евра за продуктивноста во земјоделството и многу други убави закони кои што народот ги носи. Нема болка за умирање од овие закони што ќе застанат, но последиците ќе бидат штетни токму по граѓаните и по економијата со самото блокирање на законите. Се што треба јас да направам, ќе направам во овој дел за да може да се одблокира. Да слушнеме или слично. Секој пат сум давал коментари. Заради тоа што ВМРО, ДПМН и Алијанса блокирале некои закони, односно ВМРО, ДПМН и Левица, блокирале закони на Алијанса и Алтернатива, и сега овие пуштат амандмани на сите други закони да ги изблокират, значи ова нема крај. И навистина верувам дека секој ќе ја носи својата одговорност. Реков, владата може да продолжи така да работи и парламентот, но штетите се со огромни последици врз граѓаните и врз економијата. Значи, јасно, неколку пати кажувам, даваме подршка за да се издадат државјанствата на оние граѓани кои што ги нема државјанството, но тоа мора да биде согласно меѓународното право и европската пракса. Доказ да не можете со 3 сведоци да издавате државјанство. Мислам, го нема никаде во светот. Тогаш значи дека и сите други отворени прашања или идни проблеми ќе ги решаваме со 3 сведоци во закон. Држава сме. Јас разберам и желбата и волјата. Не може со 3 сведоци. Со 3 сведоци е пропишано пред матичар. И тогаш е пропишано. Со 3 сведоци не можете да вградите и во законот, не знам, за од економска природа, за инвестициите, за градежно земјиште, за одобрение за градба. Тогаш зошто им требаат податоци од геометриски изводи, имотен лист, историјат на имотен лист, со собственост на земјиште, да добие некој право за градба. Ќе напишеме 3 сведоци. И ќе кажеме, да, јас, Бочварски и Бехтеши тврдиме дека на не знам, на министерот Бетики е земјиштето. И ќе последочиме тројцата и негово е земјиште. Треба да има имотен лист, треба да има историјат, треба да има докази, треба да има аргументи. Моментално го кажав примерот што би значило како отварање на Пандорина кутија или се работи за добронамерност, решението што ќе го најдеме. Еве седејќи заедно. Нека го предложи Алијанса и Алтернатива. Немаме соети кој ќе го даде предлогот, нека дојде на нивен предлог. Еве, нека стручните служби, експертите кажат кој е решението, нека дојде на нивен предлог. Јас кажав дека има идеи за таа работа. Ако имаме возрастна жена, мајка на деца, и децата имат свидетелство овде, во Северна Македонија, а мајката нема државјанство, зарем не е доволен овој доказ дека има син кој што завршил 8 оделение, средно школо, факултет, готово, јасна е работата. Не ни треба поголем доказ. Не сум стручен, но ги кажувам аргументите, ама имате доказ. Имате документ издаден од државата, кој што го поврзува правото за државјанство. Така да наоѓеме начини за да изнаоѓеме вака прагматични решенија. Не ве слушнав. Заплатите за... Ништо ќе продолжат контролите таму кај што можеме да стигнеме со контроли и да исконтролираме. Останува апелот на сите дека треба да се избегнува тоа. Заради тоа што можеби младите дури не приметуваат кога се заразени, но се најголем преносител, односно трансмитори на заразата и можат да наштетат на своите родители, на своите баби и дедовци, на своите соседи или повозрастни пријатели кои што ги имат. А тоа може да некој пат да значи и живот губење. Така да апелирам до сите, навистина, колку и да се тешки непријатни мерките, мора да ги почитуваат. Бројките мора да паднат, да се бориме за секој живот човечки и за секој здравје на било кој наш граѓан.
Значи, прво, не е ништо без причина направено. Сите постапки што ги водиме ние како влада, тоа е сметката Генерален секретаријат. Нема друга сметка кај председателот на владата. Сметката Генерален секретаријат е сметка со која што работи Генерален секретаријат, председателот на влада, подпредседателите на владата, сите се со таа сметка. Нашето постоење за асистенција на ресорните министерства. Има причинско правни последици зошто е тоа правено. Со документи ќе ви покажеме зошто е набавен софтвер кој што може да се употребува во Министерството за внатрешни работи. Постои писмена комуникација помеѓу двете институции, Генерален секретаријат и Министерство за внатрешни работи. Спроведен е тендер со проектирани 8 милиони денари, падната е цената на некои 5 милиони денари заради надавањето. Учествуваат компании кои што се капацитетни од Република Северна Македонија. И самиот софтвер има конечна цел употребна вредност на улиците. Се работи за објект кој што снима 360 степени со казните, благодарение на претходни длабински анализи за потребата каков да биде, така да јас реков овие денови ќе ги соопштат сите детали и документи, ова е правено со причина. Не ни текнало така нас ние седејќи во владата ќе правиме софтвер. Имало потреба за тоа заради тоа што е дел од сите политики и процедури поврзани со соодветните министерства. Ако не го користат, може би во иднина ќе го користат. Јас не ги знам деталите, оставам стварно на службите, знам дека е правено со причина. Друга нема чуму ние би правеле софтвер ако немало некоја причина заради МВР. Нема зошто тоа да се прави. Убеден сум дека самиот софтвер изнаоѓа практична примена во безбедноста на сообраќајот. Дадов одговор на тоа. Да. Јавниот обвинител треба да ви даде детали. Истрагата ја води обвинител определен од републичкиот јавен обвинител. Јас ако знам детали од истрагата, тогаш отишла истрагата. Јас не треба да дам, јас може би сум дел од истрагата. Може министерот за внатрешни е дел од истрагата, министерот за правда. Тие треба да кажат дел од истрагата. И рете јас стварно и да не знам, ниту пак имам причина и право да се интересирам за тој дел. Тие тоа што ќе го утврдат треба да го соопштат и да го објават. Ако имало некаде пропуск, соодветно тој пропуск да се санкционира, а пред се за мене е важно од него да учиме. Да не правиме пропусти и друг пат, без разлика дали се институции под извршната власт или се под централната. И како што кажав, ова е 350 милиони евра вреден проект. Убаво беше малку повеќе за него прашања да има. Навистина е джиновски. Се радуваме сите од и градежништво во рекот на пандемија. Да, за настанат може. Јас мислам дека треба да работат во недела, но секако давам шанса соодветните министри заедно со сите стейкхолдери, тоа се работниците пред се, но и коморите да утврдат што е најдоброто решение. Ако не работат трговските центри во Скопје, нашите граѓани ќе одат во Косово и во Србија. Ако работат, тие ќе дојдат овде во недела. А при тоа треба тоа да се определи како е согласно работничките права. Јас сакам секоја мајка или татко што ќе работи во овој објект или во другите трговски центри да го имат правото и на неделен одмор. Односно, барем да се регулира дали ќе работи 10 часа наместо 12 или 18 колку што работи, да се организира, постојат стручни луѓе. Јас имав презентација од министерот за економија, но и од министерката за труд и социјална како креативни решенија во моментот се барат. Нека остане будно окото на вас, новинарите и медиумите, ќе видите дека има убави европски решенија, да има издишка во недела за работниците, па да не се изгубиме од економските придобивки. Тоа е пред се мислам заради квалитетни плати на нашите граѓани, стопанството и севкупната економија. Првично тие не се социјални ранливи категории, се вработени со ниски приоди. Секако дека од 2018 година почнавме со реализација на
ова програма во скоп на Министерството за економија за поттикнување на домашниот туризам, но истовремено и да им овозможуваме простори на нашите сограѓани кои имаат ниски приходи да користат годишен одмор и да ги посетат нашите туристички дестинации. Претходната година имавме над 12 милиони евра само определени само за оваа програма. Оваа година согласно буџетот на Министерството за економија и претходното што било реализирано, одлучивме да одиме со 15 милиони денари, како што и вие кажавте, за првиот дел на годината, секогаш дека до крајот на годината, ако се искористат сите средства, ќе најдеме други можности и внатре во скоп на Министерството за економија, но со што да не и во потенцијален ребаланс да ги надополниме средствата. Ако се реализираат 100%, имајќи во предвид дека претходната година се реализира негде 70% од тоталната шума што беше предвидена. Значи, одлука со законско решение нема да носиме, како што тоа го направивме претходната година, пошто ни беше малце полесно, пошто го направивме со уредба со законска сила и само во влада, како што знаете, вие има процедури во собранието, но секако дека ако некој од родителите се заразени или пак залежеле заради ковид, ќе се обидеме внатре во институциите да направиме исклучоци, веќе разговараме во економските ресори, за ако се утврди дека има такви случаеви, да имаме можност да направиме исклучоци за тие кои стварно ќе утврдат дека заради ковид не можеле да ја завршат својата работа. Да, тоа сега моментално го разговараме интерно, да најдеме некакво решение за тие кои стварно ќе утврдат дека прележеле вирусот, не можеле да работат, а истовремено тие што биле во карантина.